Повеќе од 2 месеца АКМИ системите во судовите се под лупа на универзитетски професор, дознава 1ТВ. Тој треба да го направи вештачењето кое го побарало скопското обвинителство и да им одговори кој и кога го вклучувал, дали е исклучуван, меѓу другото, и дали е манипулиран електронскиот систем за делење на предмети во судовите. Овој предмет во обвинителството е во предистражна постапка. Неофицијално дознаваме дека ОЈО ќе ја преточи во истрага кога ќе заврши анализата и ќе открие кој манипулирал со системот. Дека обвинителството ќе ја бара оваа анализа, лани во декември во емисијата Правда и неправда на 1ТВ зборуваше шефот на скопското обвинителство Сашо Рајчев. Уна што ќе го финализира овој предмет, за разрешница ќе има и јавно ќе се произнесеме, е една техничка експертиза, вештачење, затоа што ставно збор за информатички систем. Ни требаат експерти кои што ќе ни се произнесат дали, кога и од кога и од кого е пуштан, пален, гасен, како се внесувани, односно како не се внесувани предмети. Значи тоа се една експертиза која ќе ни ги даде клучните одговори. Како биле делени предмети во кривичниот суд? Од своето искуство во Правда и неправда во вторникот објасни судиката Добрила Кацарска. Познавајќи го председателот на судот, а го познавам добро бидејќи во 2005 година јас го примив како стручен соработник, сметам дека максимално го почитува АКМИ системот. Може би грешам, но јас сум убедена дека тој работи законито. А ви се случувало ли во претходниот период да добиете предмет на рака? Постојат за тоа докази. За тоа постојат докази. Каде што јасно стои по предметот да постапува судијата Добрила Кацарска со потписот тогашниот председател на судот. Значи не еден. Такви докази постојат повеќе. И тоа не се едноставни предмети. Тоа беа тешки предмети. Но никако актуелен предмет. Да се разбереме да ги разграничиме работите. Единствен кој беше на разговор лани во септември во обвинителството како осомничен е поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски. Акцент ставен во однос на дефектот кој што е во моментов во Основниот суд Скопје 1 Скопје и тоа што АКМИ системот е закочен на судијата Кацарска. Двајца обвинители работат на предистрагата за АКМИ системите. Илјадници предмети во Кривичниот суд ги проверувале. Неофицијално тогашниот председател на судот давал предмети на одредени судии. Предистрагата на обвинителството следи откако Министерството за правда во декември 2017 го објави извештајот за електронското доделување на судските предмети.